Дневник на Канал Плюс телевизија, добро вечер. За овој 3 март ќе останат забележани повеќе значајни настани на истокот. Ќе ги проследиме содржините редоследно веднаш по кратката најава. Поставен е камен темелник на новата клиничка болница во Штип. Ова е камен темелник за поквалитетно здравство за над 200.000 жители од регионот, истакна министерот Никола Тодоров. После многу години, оризопроизводителите може да очекуваат навремен старт на сеидбата на оризот. Се чистат каналите, низ кои вода треба да потече до средината на април. Во јавните предпријатија во Штип се вработуваат партиски кадри и роднини, обвинуваат штипските социјалдемократи. Од ИСАР со одговор дека се вработуваат исклучиво квалитетни кадри. Поставен е камен темелник на новата клиничка болница во Штип, со што започнува изградбата на современ медицински објект, единствен од ваков вид во државата, на површина од 34.000 метри квадратни. Цената на чинење е 30 милиони евра. Денес во кругот на клиничка болница Штип беше поставен камен темелникот на новиот објект. На поставувањето на камен темелникот присуствува премиерот на техничката влада за спроведување избори Емил Димитриев, министерот за здравство Никола Тодоров, голем број пратеници, доктори, специјалисти останати вработени во болницата. Станува збор за проект кој ќе ги удри темелите на најсилниот носечки столб во државата, а тоа е здравството. Новата болница ќе биде со врвни стандарди по европски терк, со најмодерни карактеристики и функционалност како за медицинскиот персонал, така и за пациентите, истакнаа директорите на клиничката болница доктор Александар Стојановски и Елизабета Папарова. Со низиниот просторен капацитет, човечки потенцијал и современа апаратура ќе овозможи на нашите пациенти врвна здравствена заштита, специјалистичко-консултативни услуги, кои што ќе бидат на многу повисоко ниво во однос на квалитетот и квантитетот, односно постојните услуги ќе бидат зголемени во број и во подобар квалитет, а воедно ќе се воведат и нови здравствени услуги. Новата болница ќе представува врв на квалитетните здравствени услуги кон кои се стреми секој вработен во оваа установа. Впрочем, ние и постоиме за пациентите, а пациенти сме сите ние. Позитивното со новата клиничка болница ќе се рефлектира и врз условите за работа, каде ќе работат околу 500 лица, од кои 130 доктори специјалисти и сестри останати, кои се нашата гордост, чиј живот е насочен кон усовршување на нивните знаења. За почетокот на изградбата на новата клиничка болница говореа и пратениците во Собранието на Република Македонија Никола Мицевски и Трајче Димков. Нека ни е честит почетокот на остварувањето на еден вековен сон на граѓаните на Штип и Источна Македонија. Сон кој што генерации наши сограѓани го чекаа. Ова е дел од остварувањето на програмата на изборната програма на ВМРО ДПМН и поздрав за сите оние скептици кои што многу време зборуваат дека ова нема да биде никогаш реалност. Еве, драги сограѓани, проектот Клиничка болница во град Штип, која што ќе биде едно место и за сите граѓани од Источна Македонија, веќе станува реалност. Посебна чест ми е што можам да говорам денес, инаку болницата чувствувам дека еден од најважните објекти, најважните проекти кои владата Република Македонија ги прави за Штип и го заокружува она што сето го направи досега за Штип и за штипјани. Јас би сакал да ви се заблагодарам на сите вас, пред се на менеджерскиот тим, кој на некој начин ги обезбеди сите услови и документи, меѓутоа и на градоначалникот на општина Штип господин Тилчо Захариев, кој исто така со неговиот тим, локална самоуправа, советот, створија услови да се гради овој објект, пред се и на министерот за здравство господин Никола Тодоров, кој на некој начин е еден од иницијаторите за изградба на оваа болница. Меѓутоа благодарност до членовите на владата, пред се најголема благодарност до нашиот председател господинот Никола Груевски. Денес е голем ден за Штип, бидејќи се удираат темелите на нова болница, темели кои се наоѓаат во склоп на старата, изградена пред 80 години и била прва во Источна Македонија, истакна првиот човек на град Штип, примариус магистер Елчо Захариев. Сега после 80 години
ние сме среќни што во нашиот град ќе никне на такво здание. И затоа е чест и гордост да се биде прв човек на овој град кога се започнува еден таков капитален објект. Јас на еден митинг во 2013 година реков дека сите патишта следните 4 години ќе водат кон Штип. И навистина, една кохезија која имаме со владата на Република Македонија, со министерствата, го исполнија тоа мое ветување. Градежната инвестиција на овој капитален проект е околу 30 милиони евра, а вкупната инвестиција е приближно 56 милиони евра, во кои се вклучени 1 милион евра за проектирање, над 16 милиони евра за опрема и останати инфраструктурни зафати во вредност од околу 130.000 евра. Ова во врска со обемниот комплетен проект, подготвен според сите стандарди, го истакна министерот за здравство Никола Тодоров. Дека на овој начин, на овој чин на поставување на камен темелник му претходеше долг период на макотрпна и посветена работа. Изработен беше идеен и основен проект. Паралелно беше изработен и архитектонско-урбанистички проект, а процесот на подготовка за техничка документација траеше подолго од 1 година. Вкупно 5 стручни тимови изработија над 30.000 страници документација, која што беше дополнета со елаборати за противпожарна заштита, животна средина, звук, енергетска ефикасност и заштита на градежната јама. Но објектот на новата клиничка болница ќе опфати површина од околу 34.000 метри квадратни, што значи повеќекратно зголемување на постојната површина. За проектот Нова клиничка болница во Штип пред присутните се обрати премиерот на техничката влада за спроведување на избори Емил Димитриев. Комплексот ќе биде распределен на 8 нивоа со голем број на болнички оделенија и центри. На последните 3 нивоа ќе бидат сместени болнички соби со сите неопходни содржини за директна поддршка и медицински надзор, додека во подолните катови се проектирани сите неопходни содржини за диагностика, интервенции и третман, како за болничките, така и за амбулантните пациенти. Според изјава од министерот за здравство Никола Тодоров, новиот објект на клиничката болница во Штип ќе биде завршен за 2 години. Изградбата на клиничка болница во Штип е повеќе од потребен и значаен проект, истакна председателот на владеачката партија Никола Груевски при денешната посета на Штип и околината. Во непосреден разговор со граѓаните по посетата на населбата Железничка и увидот на градежните работи за изградба на локалниот пат помеѓу штипските села Врасаково и Долно Трогерци, лидерот се осврна на повеќето значајни проекти кои во моментов се спроведуваат. Со богата агенда, председателот на владеачката партија ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски денес беше во посета на Штип и околината. Главната причина беше секако поставувањето на камен темелникот за изградба на клиничка болница, проект за кој, како што вели Груевски, не бил предвиден во програмата. Неодамна, кога пред околу година и половина или 2, кога бев во Штип по повод отварањето на пуштањето во потреба на еден апарат во болницата, видов во каква состојба е болницата и дека планираната реконструкција, ние имавме преходно планирано да ја реконструираме, нема да заврши работа. Тогаш поразговарав со министерот за здравство, со министерот за финансии и со повеќе други соработници во владата и објаснувајќи ја состојбата дојдовме до заклучок дека ќе биде погрешен потек ако се оди само со реконструкција. Болницата е премногу стара, премногу руинирана и реконструкцијата само делумно ќе помогне. Штип заслужува голема нова болница, клиничка болница. И од тогаш ги сменивме плановите. Наместо планот да започнеме проект за реконструкција, започнавме проект за градба на нова клиничка болница во Штип, која што на некој начин ќе ја покрива цела Источна Македонија за некои од диагнозите кои што ќе ги имаат граѓаните и за кои што ќе доаѓаат тука, кои што во помалите места не се третираат. Покрај присуството на овој значаен настан, Груевски оствари средба со жителите на населба Железничка, каде слушајќи ги барањата на граѓаните, но и задоволството од спроведените проекти. Од градоначалникот на Штип, примариус магистер Илчо Захариев, председателот беше конкретно запознаен со предвидените проекти за предстојниот период. Сега заврши тендерот за сите улици во Горна Железничка и Долна и оному каде има една куќа, ќе
ќе се асфалтираат и веруваме дека до крајот на април тоа ќе биде завршена работа. До крај на април. Да, тендерот е завршен. Планираме да направиме канализацијата и таму. Значи тоа е една улица. После тоа е асфалтирање ќе има на таа улица, а водоводот е крупен проблем во целиот овој дел. Кога планирате тоа со канализацијата? Па тоа би било оваа година ќе се заврши. До крај на годината ќе биде. Асфалтирањето на Каленица, на делот на улицата над силосите, тука горе кружниот тек на улиците сите ќе бидат завршени и долното старото егејско мало, да, и тоа ќе биде завршено, ќе се завршено. Не е завршено, не е сразано. Таа ќе завршиме. Значи тоа е се завршена тендерска постапка, веќе до крајот на април вие ќе имате асфалтирани улици. Лидерот на ВМРО ДПМН изврши и увид на градежните работи за изградба на локалниот пат помеѓу штипските села Врсаково и Долно Труѓерци. Со комбинирани средства, дел од владата, околу 17 милиони денари и дел од општината, околу 9 милиони денари, се гради комплетно нов локален пат кој што поврзува две населени места и кој што има повеќе кратно значење. Има големо значење за земјоделието, има големо значење за жителите што живеат во селата кои што се поврзуваат и населените места што се тука помеѓу. И на некој начин ќе биде едно исполнување на едно барање кое што пред околу 2 години беше поставено од жителите тука преку медиумите, после кое што ние се осврнавме на овој проблем и еве го патот почна веќе да се гради и некаде до месец април би требало да биде завршен. Одговарајќи на новинарско прашање, Груевски ја изрази и оценката за изградбата на автопатот Скопје-Штип. Работите се одвиваат согласно предвидената динамика. Веќе 93% од трасата е пробиена, а во голем дел веќе е асфалтирано. Во моментот се работи на повеќе квучки на овој автопат, така што автопатот се гради согласно динамиката, предвидената динамика и ќе се заврши на време. Председателот Груевски им порача на граѓаните кои од било која причина не ја искористиле можноста во 2009 година за легализација на диво изградените објекти, тоа да го направат до крајот на месецов. Последната шанса да си ги легализираат дивите градби, диво изградените нивни објекти, по 1 евро квадрат е 30 март оваа година, значи има уште 27 денови и не треба да ги пропуштат. Тоа е нивни имот, сами го изградиле, се мачеле, работеле, треба само да поднесат барање до општината во која што живеат. Ако поднесат барање до 30 март оваа година, потоа имаат можност до крајот на следната година да го изготват и елаборатот. Значи се отвара доволно простор. Еви да немаат средства за елаборатот или немаат време да го изработат, доволно е само да се поднесе барањето до 30 март овој месец и потоа имаат простор до крајот на следната година да подготват и достават елаборат до општината. Груевски потенцираше дека оваа шанса им се дава на сите оние кои изградиле дивоизградени објекти до 2009 година, а не за оние кои подоцна започнале или изградиле нелегален објект. Се чистат земјените и каналите за наводнување на Кочанско поле. Оваа пролет, после многу години, наводнителната сезона, со тоа и сеидбата на оризот ќе започнат навреме, на средината од април. Годинава под ориз ќе бидат 5000 хектари, што е за 700 хектари повеќе во споредба од минатата година. Се подготвува каналската мрежа од хидросистемот Брегалница за прифаќање на водите од езерото Калиманци и за успешен старт на новата наводнителна сезона. За разлика од порано, годинава оптимистички најави дека вода ќе има од 15 април, кога се очекува да започне и сеидбата на така нареченото бело злато. Излезени се веќе екипите на терен, се состануваме со земјоделци и водокорисниците и ќе дадеме максимални напори што е до наша можност, значи да оваа година Брегалница да кренеме на некој ниво задоволително, а веќе од година и понатаму да се врати на онаа ниво каде што Брегалница била една од најдобрите. Заедно со водостопанското предпријатие на Република Македонија излеговме на терен, веќе имат вклучено 3 машини кои веќе работат активно на теренот и мислам дека понатаму ќе почне да се чистат каналите и речните корита, со тоа што луѓето на време ќе започнат со сеидбата на оризот. Значи, кажано е дека ќе биде некаде околу 15 април ќе почне сеидбата на оризот оваа година. Годинава се очекува околу 5000 хектари да бидат под ориз. Врската помеѓу земјоделците и водостопанство Брегалница ќе се регулира со договори за правата и обврските во однос на водоснабдувањето, а оние земјоделци кои нема да ги почитуваат договорите ќе бидат санкционирани. Сите брани кои што се наоѓаат на подружницата на Брегалница
се следат и одржуваат активно, велат од водостопанство. Убавите временски услови уште сега ги намами земјоделските производители да започнат, односно да се ангажираат за чистење на нивите и каналите од минатата година. Оризарите се надеваат дека оваа пролет конечно ќе започне сеидбата на време и ќе се надминат сите проблеми од водоснабдителниот систем Брегалница. Поради непречено минување на река Видовишка, изградени се 2 моста во село Видовиште, општина Зрновци. Проектот е дел од програмата за зачувување на природата. Освен мостови, во завршна фаза е изградбата на паркови во Видовиште и Мородвис. Долгогодишните проблеми на жителите на село Видовиште со кои што се соочуваат при надоаѓањето на реката Видовишка, кога правеше оштетување на патот и на фекалната канализација во ова населено место, ќе станат минато. Заврши изградбата на 2 моста на оваа река. Финансиските средства за нивна изградба во вредност од 1,2 милиони денари се обезбедени преку секретаријатот на швајцарската влада како дел од програмата за зачувување на природата. Станува збор за регионален мост што ги поврзува селата Теранци и Видовиште. Со цел да можат граѓаните на село Видовиште непречено да поминуваат преку реката, изградивме 2 моста со широчина од 5 метра. Со изградбата на овие 2 моста исто така ќе го заштитиме и коритото и силните налити на водата во услови на дожд ќе бидат сопрени, така да ќе ја заштитиме и самата улица. Освен мостови, населените места Мородвис и Видовиште добија и парк со цел одмор и рекреација на луѓето, како и за организирање разни културни манифестации. Во самите паркови ќе биде поставена урбана опрема и реквизити за најмалите. Паркот во Видовиште се наоѓа веднаш до новоизградената црква, така што и дворот на храмот ќе добие убав изглед. Наскоро потребата од јавен простор во населените места Видовиште и Мородвис ќе биде задоволена во целост. Значи овој јавен простор бидејќи се наоѓа во централниот дел на овие 2 населени места, пред се ќе зависи за одмор и релаксација, меѓутоа исто така и за културно-уметнички, политички и верски збивања. Така да навистина, значи ова на граѓаните им беше потребно, тие се веќе воодушевени, затоа што ќе имат едно катче каде што ќе може да го поминуваат квалитетно своето слободно време. Финансиската конструкција за изградба на овие 2 парка изнесува 3,5 милиони денари, за што средства се обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Се уредува речното корито на Каменичка река и централното подрачје на Македонска каменица. Со буџет од јавното претпријатие Камена река ќе се поставуваат клупи за седење и градски чешми, а ќе се уредат и зелените површини во Каменица. Општина Македонска каменица започна со уредување на централното градско подрачје. Во моментов се работи на расчистување на коритото на Каменичка река, на која јавното претпријатие Камена река ќе работи околу 20 на дена, соопшти од општината. Паралелно со тоа се поставува и нова урбана опрема на целата територија на општината. Во наредните денови ќе бидат поставени околу 50 на нови клупи за седење и 5 градски чешми распоредени во централното градско подрачје. Тимови на јавното претпријатие Камена река работат и на уредување на зелените градски површини кои беа оштетени при изведба на разни градежни активности во Македонска каменица. Финансиските средства за спроведување на сите активности за уредувањето на централното градско подрачје се обезбедени од буџетот на општина Македонска каменица и јавното претпријатие Камена река. Минути за политика во дневникот на Канал Плюс. Штипските социјалдемократи на пресконференција ги изразија ставовите за штипските јавни претпријатија во однос на вработувањето во нив, без да се води сметка за постоењето на судирни интереси. Само во јавното претпријатие ИСР се вработени десетици лица, главно роднини на истакнати членови на ВМРО-ДПМНЕ, велат од СДСМ Штип. Јавните предпријатија во Штип наликуваат на Бироа за вработување на партиски активисти на ВМРО-ДПМНЕ, денес на прес обвини од Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз од Штип. Во јавното предпријатие ИСР во последните години се вработени блиски роднини на истакнати лица од Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, а партиските вработувања продолжија само 10 дена по изборот на Бојаджиев за директор на предпријатието, кој отвори оглас за вработување на 59 лица. Ангел Бојаджиев, кој изминатиот период го потврди статусот на слеп послушник на градоначалникот Илчо Захариев, е должен на граѓаните на Штип да им одговори.
Зошто одлуката за нови вработувања е донесена токму во пресред на предвремените парламентарни избори и дали предпријатието има финансиска моќ да го издржи овој терет, ако се има во предвид дека речиси 50% од вкупниот приход на предпријатието оди за плати и придонеси на неверојатни 400 вработени. Моментално во јавното предпријатие ИСАР има вработено 310 лица, а во времето на Социјалдемократскиот сојуз имало 330, од кои 107 администрација, кои ги наследи раководството на ВМРО ДПМН и за кои секој месец обезбедува плата. На прашањето зошто токму сега се примаат нови вработени, одговор даде директорот Ангел Бојаджиев. Затоа што сега е економски моментот најак. Сега е моментот да се згрижат сите луѓе кои што работат под агенција, а тоа се 59 луѓе, што не значи дека ќе бидат примани тие на работа. Моментално тече оглас, сите имаат право да конкурираат на оглас. Јавното предпријатие ИСАР ќе работи рентабилно, бидејќи само со овие луѓе кои што им носат парите на јавното предпријатие ИСАР. За разлика од СДСМ кога вработуваше администрација, ние како локална власт вработуваме работници. Значи, уште еднаш СДСМ покажа дека е против самите граѓани на град Штип. Трибина на тема превенција и лекување на карцином организираше Унијата на жени на ВМРО ДПМН и Откочани со цел подигање на свеста кај луѓето за начинот на заштита и превенција од карциномите, кои во последно време земаат се поголем замав. Организирањето на трибината е во соработка со Општа болница Кочани и Комисијата за здравство. Карцином, превенција и лекување беше темата на трибината што Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Кочани ја организираше во салата на мултикултурниот центар. Истата е организирана во соработка со Комисијата за здравство од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН и поканети за присуство беа сите граѓани на општината. Оваа трибина е со цел да се подигне свеста кај населението за болестите кои што не дебнат, тоа се карциномите, кои што се повеќе зачестени, меѓутоа со вакви трибини се надеваме дека ќе се подигне свеста кај населението и дека тие ќе знаат подобро да се заштитат, односно да бидат овие заболувања превенирани. Кога станува збор за бројка на заболени од карцином, статистиката е поразителна. Затоа треба да се делува превентивно, велат лекарите. Во 2014 година од карцином во Македонија починале 3730 лица, што представува некаде околу 19% од вкупниот број на умрени лица во Македонија. Инаку во однос на останатите држави во Европа, Македонија се наоѓа некаде кон средината во поглед на стапката на смртност по карциноми. Во однос на нашата територија на Македонија најголема смртност има пресметено во Пелагонискиот и Скопскиот регион, а најмала во Полошкиот регион. Инаку лидери, тоест на прво место Македонија по смртност на рак на бели дробови и рак на дојка, за жал. Граѓаните на Кочани имаа можност да слушнат што се карциноми, како настануваат, кои се причините и ризик фактори за нивна појава, како се диагностицираат, кои се тераписки модалитети и на крај повеќе за превенцијата. Вакви трибини Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Кочани организира на секои 3 недели со цел превенција и заштита од болести. Методи Стојчов од Делчево е еден од најредовните крводарители во источниот регион. Тој од 1980 година до сега над 80 пати ја покажал својата хуманост. На денешната крводарителска акција во Делчево собрани се 55 крвни единици. Методи Стојчов е само еден од неколкумината крводарители од Делчево, кои од 1980 година па се досега над 80 пати ја подале својата рака и дарувале од капката која живот значи. За хуманиот делчевец кој денес беше дел од крводарителската акција, чувството да се дарува крв е неописливо. Редовен крводарител негде од 88-89 година до денес. Па негде околу 80-90 пати, тука некаде. И ќе продолжите? Да, сигурно да, до крај. Какво е чувството кога се дава крв? За мене е прекрасно, тоа нешто најдобро за мене. На денешната пета поред крводарителска акција во Делчево, која ја организираше Општинската организација на Црвен крст, беа собрани 55 крвни единици. Акција која од почетокот на 2016 до сега е меѓу поуспешните одржани со крводарителите од овој регион. Денеска мојот работен ден беше посветен на крводарителите од општина Делчево. Значи имавме редовна крводарителска акција за месец март, инаку трета поред во оваа година.
и шеста заедно со крводарителските акции кои што ги организираме во Македонска каменица. Акцијата се одвиваше професионално, заврши успешно со собрани 55 крвни единици. Имавме застапеност на редовни крводарители, имавме исто така правократни крводарители од женски пол и крводарители, значи македонци и имавме застапеност на крводарители од ромската популација. Месецот март го одбележуваме, значи 17 март како меѓународниот ден на Црвениот крст и црвената полумесечина, бидејќи крводарителските акции ги организираме заедно, значи во една успешна организација со општинската организација на Црвениот крст од Делчево, регионалниот центар за трансфузионна медицина Штип и службата за трансфузионна медицина од Делчево. Инаку утре крводарителска акција, шеста поред ќе се одржи во општината Македонска каменица. Најмалку 5 лица загинаа во Перу како резултат на поплави или изгање на земјиште предизвикани од поројните дождови, а над 5000 лица се принудени да ги напуштат своите домови, соопштија локални власти. Според официјални податоци, 4 лица загинале во шахта, чиј отвор бил затрупан. Едно лице се удавило во надојдена река. Од минатата година до сега 11 лица загинале во поројни дождови во Перу. На Косово му се заканува општ хаос и анархија по протестите по повод изборот на Хашим Тачи за председател, пишува Financial Times. Кој целиот балкански регион од Грција до Босна и Херцеговина го опишува како преполн со политички турбуленции, економски катастрофи и општествени немири. Сепак, во весникот сметаат дека нестабилноста на Косово особено загрижува и поради влијанието на мигрантската криза. Косовскиот министер за евроинтеграција Беким Колаки минатата недела предупреди дека околу 200.000 жители на Косово би можеле да се обидат да стигнат до земјите од Европската Унија, ако Унијата годинава не овозможи безвизен режим за Косово. Хаосот што владее на Косово е цената што Европската Унија и САД ја плаќаат поради површната политика на стабилност што ја водеа. Најновите проценки на финансиската полиција на Италија откриваат дека мафијата годишно од продажба на дрога заработува дури и повеќе од автомобилските гиганти како Фиат, но секако без да плати данок. Мафијата годишно прави обрат од неверојатни 32 милиарди евра, а пазарот го контролираат повеќе организации во Неапол, Милано и Сицилија. Во последно време мафијата се повеќе е контролирана од албанската диаспора, која успеа да ја замени домашната во регионот на Калабрија, и оваа група популарно наречена Андрагета, иако претрпе голем удар во декември со масовната полициска акција Бура, се уште успева да се одржи на врвот. По трите победи во пријателските подготвителни надпревари кои што ги одигра фудбалскиот третолигаш во источната конкуренција Брегалница од Делчево, утре со почеток во 14:30 часот на градскиот стадион Гоце Делчев ќе се одигра и последната контролка пред стартот на пролетниот дел од сезоната во третата фудбалска лига Исток. Во надпревар во кој тренерите ќе имаат можност да ја проверат формата на сите фудбалери пред почетокот на сезоната која стартува на 12 март. Инаку во досегашниот дел од сезоната фудбалскиот клуб Брегалница забележа 3 победи, на 2 пати го собора тимот на Кидго, додека убедлива победа славеше на тимот на Осогово во првиот подготвителен надпревар. Тим составен од мигранти ќе се надпреварува на Олимписките игри во Рио од 5 до 21 август. Проценето е дека вкупно 43 спортисти може да бидат дел од мигрантскиот олимписки тим, што ќе се надпреварува под олимписко знаме. Со ова добре дојде за мигрантскиот олимписки тим на игрите во Рио. Сакаме да испратиме порака со надеж до сите бегалци во светот. Овој тим ќе биде третиран како и сите други, изјави првиот човек на Меѓународниот олимписки комитет Томас Бах. Покрај спортските способности кои ќе бидат дел од овој тим, ќе одлучуваат и околностите под кои спортистите станале бегалци. Нивниот бегалски статус ќе мора да биде потврден од Обединетите нации, а сите што ќе ги задоволат критериумите ќе добијат финансиска помош за да продолжат со тренинзите. Бегалскиот тим на официјалното отворање на игрите на стадионот ќе влезе предпоследен пред оној на домакинот Бразил.
Ова беа сите содржини за дневникот на Канал Плюс телевизија. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер со нашата програма.